Започна реконструкција на булеварот Маршал Тито. Локалната самоуправа во Тетово веќе 3 месеци работи на подобрување на патната инфраструктура во градот. Поголемите ангажмани ги започнуваат токму од оваа улица. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека со исто темпо ќе продолжат и во следниот период. Во текот на овие 3 месеци ние работевме интензивно во однос на поправање на уличната инфраструктура, на патиштата во градот, но тоа што за нас е многу битно е фактот дека денеска почнуваме комплетна реконструкција на главниот булевар Илирија, кој ќе се реконструира значи во целиот тек од центарот на градот па до излезот за Скопје. Се работи за 900 метра во едниот правец и 900 метра во другиот правец, улица со ширина, булевар со ширина од секоја страните со 9 метри. Така да, во принцип, мислам дека сакам да искажам задоволство што успеавме да ги започнеме овие работи, имајќи го предвид фактот дека се работи за еден централен булевар. Фактички ова ќе биде динамиката и за во текот на 4 години, за да не само го реконструираме градот, туку да успееме да направиме еден град кој сите ние го заслужуваме. Целиот булевар според предвидувањата би требало да заврши за повеќе од околу 50 на дена. Така е предвидено или така предвидува реализаторот на работите и мислам дека ќе има добра динамика, брзо ќе се реализира. Последниве денови низ градските улици забележителни се и редари. Градоначалничката вели дека нивна задача е да водат грижа граѓаните правилно да ги паркираат своите автомобили, како и да спречат фрлање ѓубре по улиците. Ние исто така поставивме редари за две причини. Значи првата за да можеме да следиме прашањето на паркирањето, што исто така е едно од прашањата кое во блиска иднина ќе го решиме со можност за зонско паркирање, значи интензивно работиме на тоа, но дур не стигнеме, дур не ги завршиме обврските, и тоа има многу обврски, значи сакаме да колку што е можно повеќе да помогнеме на граѓаните во однос на паркирањето и во однос на тоа да имаме малку повеќе да им се укаже на луѓето околу фрлање на смет. Исто така тоа не е проблем. Тие се вработени во општината. Тие се редовно вработени во општината, на кои јас во овој период сум им дала работни задачи од типот да бидат на терен. Откако ќе заврши реконструкцијата на булеварот Маршал Тито, оттаму ќе започне и планираното зонско паркирање. Токму редарите се задолжени возачите да ги подготват за новиот начин на паркирање.